Васил Хаджиманов, Александар Петров и Емин Джијан. Ги знаете кои се. Тие во едно трио, една вечер имаа концерт во Дом на млади во Штип, а пред концертот во Агол. Останете на програмата на Канал Плюс. Ви ветува многу интересен разговор и музика. Веднаш по джинглот следува во Агол, а во Аголот јас. Добра вечер, почитувани мои. Овој пат, како што можете да видите, јас сум во Аголот. Околу мене се тројца прекрасни момци кои што случајно или намерно настапуваат во Штип. Зошто, како и каде ќе кажат самите тие. Добра вечер за Васил Хаджиманов. Здраво. Како сте оваа вечер? Супер. Ги очекува Штипени добра забава, предпоставувам. Pa da, kad god sam se našao sa Aleksandrom Petrovim, bila je dobra zabava. Dosta toga nije bilo dobro, ali je zabava bila super. Да, меѓутоа покрај Александар Петров овде е и Емин Джијан. Како се најдовте сите тројца да свирите заедно? Со оглед на тоа дека имате многу ангажмани надвор од државите каде што живеете, имате концерти надвор од Македонија. Ова е тешко прашање, мислам Кјакач е најспремен за ова да даде одговор. Многу едноставно беше изборот. Бев на Фейсбук, се чепа. Васил да се онлайн. Така е, Мајо Джијан онлайн. Кој онлайн тај свира? Стварно? Да, бе. Па добро, лесен одговор, јас не потешко. Па не, па така. мислам, си мислел дома, чекај овој како свири, оној како свири. Нема, тоа е смислено. Само требаше да се реализира. Моментот беше. И колку време сте вака заедно? 22 години веќе се... Јас sam mislio 20 minuta. Па не, 24 сати од вчера до денес. 24 sati. Да, 24 сати од вчера до денес. Толку да. 22 години. Не. Се знаеме долги години. Така? Да, меѓутоа сега како И јас со трио Кјакач настапувате. имам свирано заедно, со Васил првпат свиравме вчера, Така е, денеска е Стварно прв пат? Ете па првпат во ја. живот. Nema, ti praviš revoluciju svaki put. Револуција, човече, то... И мислам дека од ова ќе излезат некои невидени работи. Како на пример што? Па, сега не можам да кажам. Ако се невидени, тогаш... Значи никој не ги видел. Невидени и неслушни. И не слушливи. Неслушнати. Ами добро, представам дека нема нешто Тие ќе каде сте настапувале, а да не било видено и да не било зборувано многу пати по Од после или пред тоа? После? После, Кога да, видел. после. Зборуваат главно чудни работи. Ама Врачарски. тераме некако, си работиме, постои. Освен во Македонија, каде на друго место настапувате? Со ова трио никаде до сега не настапувано, Кјакач има кариера светска. Он има свири во Њујорк, живее и работи, така? Кажи ти уствари, ја да не спомнам. Кажи, Мари, по работата на работите, Ти да некој порт паролно ни двајца. Јас? Ајде. Кажи си сам После сам за себе ќе се нешто да не кажеш. утнам, не, оном ќе кажа. Убаво ситана, да. Малце Њујорк, малце Париз, малце Македонија. Си имаме една линија. Кажи ја за Да Блиски не исток. настапуваш сам, секогаш покрај тебе има Различни други, музичари, различни проекти со различни луѓе, со музичари од Њујорк, со музичари од Париз, од Белград, од Србија, од Врање, доста од Топана има, од Шутка, доста музичари исто познати наши. Од тоа се населби ромски од Скопје, познат. освен што свирите джез, што свирите така некои по, да не речеме авангардна музика, свирите и обработка ете на ромска музика, на нели традиционална Ама ние свирили по македонска, значи свирите Свириш уште? Kako ko? Добро, Васи, ти никога не си ни свирал, али јас свирам уште. Па ете, ако е некогаш онлайн на Фейсбук, ако треба да си на свадба, може. Да, Имам ще репертуар доскочим, за бе. севдалинки, имам таков репертуар Има? за севдалинки, да. Јас свирав Босански севдак има, влече нешто таму. Влече стварно? Па ја тие ми со Милен. Imam od majka mi je polu bosanka. Ти кад си свира онај пут, оно документарот, кога си развали. Сеќаш се? Стварно свириш документара? О, To mi je prvi instrument u stvari. И мене ми е хармоника Преклавира, прв. да. И мене ми е хармоника прв. Ама не е документара, нема документар, нема у Македонија документарки. Мари тешка е документар. Не, тешка за влечење. И тешка е вака за. Абе се, тешка. Бумјеви тешко ли? А добро, нема. Овде има многу мали дугмиња, треба човече. Inače što ima no? Или тапани, на традиционален тапан. Да, тоа ми е прв инструмент. Со него свиреше на свадба. Свире порано.
сега со него концерти, фестивали. Имаше еден Какво? инцидент, Може. имаше еден инцидент уште како мал, многу свиреше убаво со тапанот и многу беше симпатичен порано. Уште повеќе симпатичен што сега. Имаше еден инцидент на една свадба со невестата и од тогаш го нападна и од тогаш се пресели од држава, го снема на време и така реши дека не е можеби здраво за неговата кариера да свири на свадби повеќе. Значи, тоа е Цела една авантура кога ја треба на свадба да свирам, пошто треба да се маскирам, направа да ставам, треба да не те препозна. долга коса плава. Ма буваат заборавени, Да, да извини. свириш на тапата традиционалниот македонски инструмент. Надвор од Македонија, да спомнам, нели, во Америка, дека не свираме. Какво е чувството да свириш традиционална македонска музика во Америка пред американци? Претпоставам, нели, има сигурно и наши кои што живеат таму, меѓутоа, кое е чувството и какви се коментарите потоа од страна на тие посетителите? Едноставно мисля дека ние сме индијанци. И носиме нешто што е стварно старо и како инструменти, како звук, ние сме делува вуду малце. Што не бегаат сите? Па не, интересен инструмент, да се немаат Слажам, видено. да. Да, и онака се као одозгора. Како клякаш, јас се уште се плашам од тебе. Како ще да свириш, а не американци. Да. Добро. Да не биде дека сме го запоставиле Васил. Да биде. Мeni je zabavno, znaš. Потекнуваш ти од Македонија, Да. живееш во Белград, меѓутоа овде во Штип предаваш на универзитетот, односно на факултетот за музичка уметност. Tako je. Како ги прифати децата овде, студентите, односно каков е начинот на комуникација помеѓу тебе и нив? Odličan. Mislim, ja sam prezadovoljan, ovo je treća Предаваш godina. клави, пијано, односно, Treća да? godina kako radim. Ja sam kao gostin, jel, ili ti gostujući profesor Da. i dođem tako 5-6 puta u semestru, kažem šta treba da rade i odem i onda me nema jedno mjesec dana, a onda se vratim nazad, a oni sviraju, znaš, oni sviraju baš Како dobro. ги оставиш и они така ги најдеш после? Ne, baš obratno, kako ih ostavim, tako ih ne nađem. Posle nađem neke druge koji su mnogo bolji. Ovi koji dolaze i koji slušaju stvarno su baš su talentovani i baš dobro sviraju i baš su zadovoljni. Колку студенти имаш во класа? To je nešto oko 6-7, tako nešto. Многу познати се нели на сите твоите родители, меѓутоа ти го ја одбра музиката која што нема врска со она што твоите родители би имаат работено во минатото. Pa donekle, Senka je pevala džez kad je bila mlada, Bisera peva džez i dalje ponekad, tako da ima neke konekcije, a i ovaj Balkan što guram, to je opet po dedi Vasilu, koji je bio etnomuzikolog i pevač. На кој го носиш името? Tako je, i kome nikako da dignu spomenik i da mu daju ulicu Kavadarcima, ali nekad će to da se desi. Има улицу, не. I, ne, Ќе му дам. I izašla je sad monografija jedna koja ima 60 strana, a on je skupio 5000 pesama je skupio čovjek. Tako da nešto kao slično je u Srbiji, te neke stvari koje su bitne, zaista bitne, i ta kultura i ta tradicija, to nešto nije bitno. Bitno je da se nešto busaš u grudi i vičeš ja sam ovaj i onaj, ali dobro, valjda će se smeni isto. Nikad. Сигурно. Sigurno. А Никола Бадев, мислам дека има. Nikola ima, a Vasil nema. Ali dobro, evo sad, da se Posle obratimo, toliko ti znaš godina gradonačelnika Nikola. lično. Идемо готово, рачунај да е тоа завршено. Direktor jazz festivala će to da sredi, a bivši. Значи кавадарци ќе се прекрсти. Ако клякаш ги земе работи. Сега ќе си јавам капацето, чај нареди. Театрото. Василе, видовме, слушнавме од каде му се корените, а од каде кај вас талентот? Инструментите Да се мини корени, или корените? да. Јас сум Роднини кои се занимавале со музика во минатото Кај или вие мене сте... фолклорна фамилија сме сите. Мајка кам битолчанка, тато кам вадарчанец и така. По музика се. Доста музикални си двете фамилии, ама никој не свирил инструмент. Ти одеше на музичко Да. Тука парите. Сега предаваш некаде или само концерти? Само концерти во моментот и мастер клас онака. Кога не ги сме предаваме во школи, универзитети. Тапа, генерално.
генерално, македонска музика правим. Македонски ритми и мелодия. Каде ти имаш настапуване? Јас сум роден во Скопје. Скупljam салет. Навijam za Crvenu zvezdu. Имам јас свирам хорна иначе, свирам во филхармонија. Имам завршена академија во Скопје. И сега треба да дипломирам, пак се запишав, треба да дипломирам за диригирање. Да. Него тоа ми е сега последна пасија, со тоа се занимавам. Има еден Тоа проект. прочитав за еден проект твој таков. Да, со еден диџеј Деник Меј. Да, и симфониски оркестар. Познат и симфониски оркестар, имавме некои концерти низ светов. Во Америка, во Детройт, во Париз, имавме на Ведер фестивал. Сега имавме минатата недела во Ница, во Белгија, а во јануари имаме концерт во Мелбурн со Мелбурн симфони. И треба и да напишеме една нова композиција за A ti gubiš vreme ovde sa nama. пишувам со зборови. И викам на Sve плега. radiš nešto pametno. Тука свири тадрадандра. Ti, ovde. Инаку татко ми е музичар, така и јас почнав да се занимавам со музика. Сигурно ја знаат постарите гледачи на вашата емисија, песната Чаше ломим, руке ми крва. Таа татко ми ја напиша и ја сними. Инаку Затоа со сите кафани скршени на период. со Зафер, мислам дека се знаат од порано од Југославија. Sigurno. То су биле времена, човече. И јас свирев по кафани пороли до свадби. И јас стварно имав инцидент еднаш со човек. Со nevestata ili? Со неговата невеста, да, порано бев повисок, имав коса, плави очи, не бев ваков се како сега што ме гледа. Сега морам со кјакач да се поистоветиме за да Па затоа не можам. за да има баланс, за да има баланс. Вита, кога ги спомна кафаните, имаш спот, односно снимен материјал за кафаница, мислам дека се вика нешто. Ne, kafanki. Кафанки, да. A to je staro, no, to je pred 12 godina bio, to je drugi album ovog mog Vasika Živano benda. I tako, i ima jedna pesma koja se zove Kafanki i to nam se strašno svidalo, u stvari je bila neka pesma koja ide nešto, neki deo ide u ne znam kom stilu, a onda ide u funky stilu i ovaj neki producent kaže, kad ide u onaj kafanki delu, mislići ka tom delu, i mi kafanki, kako dobro. Кон фанки де. Да, да, Da. јасно. I tako je, smo se oduševili da smo nazvali ceo album Kafanki. Ja mislim da ima čak i neki bugarski bend koji je maznuo to ime i sad se zovu i oni narodnjaci neki koji se zovu Kafanki. Па добро, они другата смисла ја гледаат во. Pa da, u suštini da. Најдов на интернет материјал, видео материјал снимен, врзан со кафанки. I imamo mi nekoliko tih spotova, sad smo i za taj prethodni album, sad treba da izađe novi album, a za prethodni smo snimali, boga mi, 2 ozbiljna spota gde smo jahali konje, bili kauboji, sve što smo radili. И тоа го гледав, многу Da, to je добро. ludilo bilo. Да. I Многу добро. А што да видиме сега? Дали вестерн кантри или кафанки? ne znam, stalno nešto novo, ne mora ni western, ni kafanki, sad ne znam šta će biti večeras, nemamo pojma. To je... Не, јас предлагам малку да направиме една музичка, да не речам пауза, сад мислиш да пустите? да видат Не нашите знам што гледачи hoće нешто да види. твое и да слушнат. Vaš izbor. Се враќаме потоа повторно и го продолжуваме разговорот.
Тоа беше Кафанки, што го видовте и слушнавте, а ние продолжуваме со нашиот разговор. Овде да ми кажат момциве што им е планот за иднина. Што е она што може да се очекува, дали подготвуваш нешто? Ево, сега сам у прошлом сегменту овог програма сам поменал да излази нови албум, Васи Хаджимаров бенд, со Дейвид Бини. Дейвид Бини е еден многу добар и познат саксофониста из Њујорка и ми сме снимили 5 концерта лайв и излази сад нови албум. Ален Хаджи Стефанов е снимио то, из Скопје еден страховит снимател и продуцент и Бога ми продуцирao. И тоа нам излази за америчку издавачку куќу Moon June Records, кои се баве управо тоа музиком кој се ми бавимо и ово е први пут да ќе тај албум да неко чуе озбилно ван овог нашeg региона. Вие? Они не знаат ништо. Дај ми причам. И кажем ти, имам још филм, за филм сам компоновал многу. И пустиник. Ете се. Може да одите да јадете, не просто. Ми сме гладни, доста. Изминативе 3-4 години имам направено оркестрации за едно 30 филмови од цел свет. Знаеш како? Меѓу кои со композитори што имаат Греми награда добиено и Оскари, како што е тој Рахман. Како знаеш? И како? Што да радиш? Па треба да се вратим куќе. Не имам пробал За почеток. Тоа и имам за наредната година на неколку филмови треба да правам музика. Не можам да кажам за кои, затоа што треба нови да бидат. Тоа и ќе има издание ново официјално од проектот со Дейвид Мей и Македонската филхармонија. Ќе има и DVD издание од концертот во Париз со оркестра Аморо. И уште многу други работи, ностоп се дешаваат други работи чудесни.
Си мислам Изненадни нешто. Мислам ќе снимиме ја и Васил дуо клякаш ќе го избркаме. Тоа е дефинитивно. Продуцент. Тоа е план. Менаџер и продуцент. Може, не менаџер не, продуцент може. Не. Подобро е да Регионот се е- тебе лично кога Кога? свириш или кога диригираш. Кога некој свири. кога Различно ќе е, различно. Поише ужива кога диригира, он го гледам од позади, по цело време го посматрам и гледам дека он толку ужива додека диригира, што јас се чудам како до сега он потребаш прво да заврши диригентство, па после да инструмент. Не, грешка. Мислам дека ова е правиот пат. Да. Има многу диригенти кои што не биле никогаш музичари. Да. И тоа е потешко е да си да бидеш диригент ако не си музичар. Ја имам Да свириш гајда да не си- 22 години работам во филхармонија. И имам искуство, знам како реагираат луѓето, музичарите, и ги разбирам проблемите, фрустрациите, кризите, на што се радуваат, на што не ќе да прават и Ова кафенце па да пуштиш, па да не пуштиш. мислам дека тоа ми помага да можам да се носам со улогата. Плюс мислам мојот шарм, да не зборуваме за тоа. Каде се гледаш во идни, лично ти? Каде се гледа на море? На море? На море се гледа. Кој море? на- Многу море има. Ако може Пусто море, на на Азов, пусто. на обала би било најбоље. Пусто море. На Азов би било најбоље. А мислам дека нема таму, на некој наше море овде. Нема ми не нашо. Ке Јадранско ни е Направи ќе. Ке си направи. Мислам на море би било добро да се видам, да. Така се гледа. Ќе пратиш разгледница од таму или на имейл нешто. Каде ти се гледаш во иднина, што се твоите планови? Јас одамна сум виден веќе каде ќе бидам. Во моментот сум во Париз. Спремам турнеја во април, мај со мојот трио од Нью Йорк. Тоа, работам со различни луѓе. Најверојатно албум ќе излезе исто наредната година. Ќе патувам почесто за Македонија да се гледам со Кажи со- дека си свирил со на луѓе Блиски во- Исток. Од регионот. Да, си свирал на Блиски Исток. Многу да. И на Блиски Запад. Исток, Блиски, Запад, Север, Југ. И таму има доста традиционални инструменти. Да. Така да, можно е нели да не им бил чуден твојот инструмент. Колку Да, кога- во тие држави не, пошто си има многу сличен инструмент на наши. Така сте имале организирано нешто за И еднички. музиката им е слична, така. Да, да. Многу слична. И ние како луѓе сме исти. Сме слични. Со брада. Што го не Ке сте после мачирали. мина женбе да им ставаме мали. Со терористички тенденции. Ќе може ли пак да ве видиме заедно? Терористичко ренесансно. Ренесансно. Може ли пак да ве видиме заедно? Повторно овде или повторно негде од Македонија? Некој паралелни димензии можда. Ако случајно си на Facebook онлайн. Зошто Зашто да не? лошо ли е искуството? Не, се. Ние сме многу ниски, он е многу високи. Јас не видимо се добро. Немај. А ние може треба да станеме да Он не треба да ми сликаат да после. знак, нема шанса. Тука малку сме разидени, другото Ајде до година ќе пораснеме. ќе видиме. А и константно смо гладни се. Да. Тоа е тоа. Да. Добро. И сега сте гладни, предпоставувам. Дојме да Многу едеме. гладни. Ајде, го завршуваме разговорот. Благодарам многу што одвоивте време да бидете дел од емисијата Ваго, што бевте Ваго, што кажавте што и како се случува во вашите животи. Посакувам многу успех понатаму. Се што планирате да ви се оствари, убаво да поминете за нова година, каде да бидете и да се видиме повторно овде во Штип. Некогаш. Фала многу на поканата. Фала. Ќе се видиме пак. Се надевам. Почитувани мои, ова беше се за вечерашниот разговор со моите гости. Јас ќе останам овде во Аголот, ќе го проследам нивниот концерт овде во Штип во Дом на млади, а вие останете понатаму на Канал Плюс телевизија. Пред да ја одјавам емисијата, само ќе најавам уште еден нивен заеднички настап, а сега одиме со селфи и ви посакувам пријатна вечер. Ајмо, селфиш. Да, 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 да.